На оваа тема во вестите анализираме со колегата Александар Динев со нашите гости, Драги Змјанац од првата детска амбасада Мегеш и како и председателот на Комората на психотерапевти. Змјанац, само за почеток на оваа анализа, има ли пораст на пријавите кои вие како детска амбасада ги добивате за случаите за несоодветен третман на децата во детските градинки? За жал морам да потврдам дека има. Родителите се повеќе се охрабрени да дојавуваат дека нивните деца живеат во несоодветни услови, престојуваат во несоодветни услови, дека не се води доволно грижа за нив, дека имат удрени деца, гризнати деца, деца кои се изложени на многу ниска температура од еркондишни, деца кои се оставени во шкафчиња и така натаму. Секако треба овие дојави да се проверат од страна на Министерството за труд и социјална политика, но вела таму каде што нешто се случува поинтензивно, веројатно условите се дојдени до таа мера да родителите се незадоволни, дури се обратија до детската амбасада Мегеш да барат и видеонадзор затоа што не веруваат дека навистина соодветно се третираат и се постапува со децата во градинките. Така, Змјанац, ќе продолжиме со оваа анализа. Предлагам претходно да се вклучиме со колегата Александар Динев. Тој разговара со председателот на Комората на психотерапевти, доколку ги имаме во овие вести. Александар Динев, доколку го имаме во комуникација, повелете со разговорот. Така, Иван, слушнавме не само пријавите, туку и реагирањата и обвинувањата на родителите за негрижа кон нивните деца, за честие и на социјалните мрежи. Мој соговорник е психологот Мирјана Јовановска-Стојановска, председател на Комората на психолози. Господјо Јовановска-Стојановска, какви последици по натамошниот развој врз детето може да остават ваквите физички насилства, односно омаловажувања и реагирања на родителите дека нивните деца трпат злосторство во градинките, имајќи во предвид дека станува за возраст на деца од 1 до 6 години? Па да, почнувајќи од Фројд и неговата теорија за развојот на децата, па сите останати понатаму теории кои го опфаќаат развојот на децата, зборуваат за интензивниот развој на децата, нели, од првите 5-6 години на животот, за важноста на тој развој, за последиците за понатамошниот живот, за градењето на личноста, за поставување на базите на личноста во тие први години на животот. Значи, сите тие зборуваат колку е тоа неверојатно важно. Како ќе помине детето низ развојните фази, кој ќе го воспитува, како ќе го воспитува, како ќе се однесува со него. Значи, ниедна во таа теорија не препорачува казни, ниедна од теориите не зборува дека детето мора да биде малтретирано, удрено, да биде навредено и дека ги спомнуваат токму овие нели, мерки казнено поправни, да кажем, како нешто што може страшно многу да влијае врз децата и врз нивниот понатамошен живот. Слушнавме дека обвинувањата се најчесто на социјалните мрежи. Дали Фејсбукот е местото каде треба да реагираат и родителите да бараат помош, или потребно е некоја друга соодветна институција, имајќи во предвид дека и при ресорното министерство има инспекција која најчесто не утврдува вина кај вработените во градинките? Па знаете како, тоа на Фејсбук е појава која е реакција на нешто. Значи, некој во државава кој треба да биде одговорен за тоа што се случува во градинките, би требало да ја преземе одговорноста и да го испита сето ова. Значи, за да некој реагира на Фејсбук, или е многу луд, или е многу луд. Значи, ние треба тоа да го утврдиме што се случува таму. Може би е тоа реакција на недоволната реакција на државните органи за да ги проследат случувањата во градинките. Може би е тоа реакција само на некој луд родител кој не е задоволен од тоа што се случува во градинката. Може би е некој реакција едноставно да ја отстрани градинката, ако тоа приватна, особено градинка или било како, па никој таму да не оди. Значи, некој треба да постои некое тело, државно тело во кое што ќе работат стручњаци и во кое ќе ги разгледаат сите, кај што ќе можат родителите да се обратат, која ќе биде транспарентна неговата работа, каде што ќе може да се обработи секој случај, што се надевам дека нема да биде многу во градинките, и родителите добијат задоволувачки одговор од она што ќе го побараат. Освен тоа, тие луѓе кои постираат на Фејсбук треба да сносат одговорност за тоа што го постирале. Значи, тие мора да имаат докази за тоа што го кажале,
затоа што такво јавно раскажување на случки мора да води кон тоа да таа или се потврди или се одрече, да не влегува во категории на увреди на персоналот, на професионалците кои работат, ама па ни да биде начин, например, како, тоа не е решение, како ќе се реши тој проблем што се појавил во градинката, ако вистина бил. Значи, сепак тоа мора да биде уредено некако со закон, мора да биде уредено во нашата држава, за да можеме да имаме полза од сето тоа, а не да биде само оговарење. Во интерес на времето се оговарење. надеваме дека доколку се почитуваат од овие ваши совети, во иднина ќе имаме се помалку вакви случаи на пријавување и алармирање пред се на Facebook. Ви благодарам за одвоеното време. Така, Александар Динев, ви благодарам за овие информации и детали за тоа како може да се влијае врз развојот. Ние продолжуваме понатаму со анализата со Драги Змјанац. Змјанац, еве слушнавме дека немаат ниту каде да се обратат родителите. Како на овој план работи Министерството за труд и социјална политика, под чија надлежност се детските градинки? Какво е вашето искуство? Министерството за труд и социјална политика е свесно дека има голем број на деца во паралелките и дека воспитувачите не можат квалитетно да им посветат соодветно време, иако се образовани, едуцирани, ја сакаат работата. Да не говорам колку се платени, тоа секако Министерството за труд знае дека ако првите 6 се најважни за детскиот правилен раст и развој, тогаш треба да имаме квалитетни воспитувачи кои навистина ќе дадат се од себе, за тоа ќе бидат и наградени. Но долгата листа на чекање создава нервоза кај родителите. Да не зборам за квалитетот и услугите кои ги добиваат децата, и да не зборам за мотивацијскиот пакет кај воспитувачите. Сето тоа е тензично до таа мера да една голема група на деца од кои родителите очекуваат, таму се стекнуваат животни вештини. Таму имаме образование, таму немаме само нега и грижа и спиење. Имаме образование, имаме воспитување. Значи тоа се првите стартни чекори што детето ги прави за дури воспитувачите толку силна улога имаат во правилниот раст и развој на детето да стануваат и модел на однесување на децата, дури децата преку тој воспитно образовен модел ги коригираат и своите родители за сметка на тоа што добиваат како образование и воспитание во градинките. Значи многу сериозна работа има Министерството за труд и социјална политика, ќе кажам многу благородна работа е ова со воспитувачите. Секако секоја дојава, повторно ќе кажам, треба да се провери автентичноста. За секоја дојава на социјалните мрежи за кои сметам дека не треба да ги потценуваме затоа што и тоа е глас на народот, на некое незадоволство. Ама никако не добиваме никаков фидбек од Министерството за тоа каква реакција е направено, што добиле како одговор, дали е утврдена вина, дали не е. Самото министерство, кога не одговара на граѓанските иницијативи, тоа се враќа како бумеранг негативно кон министерството. Еве, например, една иницијатива на граѓани кои се обратија до првата детска амбасада во Светот Мегеши за воспоставување на видеонадзор. Ние се обративме до министерката Мила Царовска, не добивме возвратен одговор. Таа комуницира преку трети лица дека наводно родителите треба да се обратат и тие имаат право ако сакаат да се воспостави видеонадзор. Имаше форуми за таа иницијатива, пола беа за, пола беа против. Секако родителите ќе бидат ексклузивни тие кои ќе го гледаат тоа, нема да ја гледа јавноста како воспитувачот постапува со детето. Па дури да послужи тоа како за докажување понатаму дали нешто се случува. И ќе знаеме, ако имаше видеонадзор, ќе знаеме дали детето навистина било затворено во шкафче, дали навистина било гризнато, што се случило и така натаму. И тоа може да биде во главна некаква расправа ако се покрене судска постапка и како доказен материјал. Змјанат, само за илустрација, по вчерашниот случај кој што излезе во јавноста дека дете било затворено во шкафче во градинката Бубамара, имаше итна родителска средба. Во известувањето до медиумите по таа итна родителска средба се вели дека во групата имало 45 деца. Возможно ли е да се функционира во една таква мала занимална со 45 деца и на сите да им се посвети соодветно внимание? Значи, наша иницијатива е била многу одамна дека сите деца треба да бидат офатени во раниот детски развој, посебно третата година во предучилишното образование, затоа што тука повторно ќе кажам се стекнуваат многу вештини, знаења кои децата не може да ги добијат секаде и во сите услови дома. И тоа е првиот чекор и децата да стапнат во основното задолжително образование. Вие не може да очекувате квалитетно воспитување и образование во предучилишното во градинките ако имате група од 30-40 во една паралелка. Значи мора да се вработуваат нови кадри, мора да се отвараат нови паралелки и мора да се градат нови градинки. Мора буџетот да биде Тоа ли е решението кое што го гледате ви?
Во моментов да, но не партиско вработување, туку вработување на луѓе кои навистина си ја сакаат оваа професија и родителите кои се благодарни од таа активност што воспитувачите ја вложуваат во нивните деца. Така, драги Змијанац, ви благодарам за учеството во вестите. Се надевам дека оваа анализа на некаков начин ќе помогне и ќе предизвика некаква реакција кај министерството. Притиснато е црвеното копче, министерката треба се мобилизира и министерството исто така